Добар ден, драги ученици! Да ви се представам, јас сум Милица Стојанова, доаѓам од Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандин. Денеска ќе учиме по предметот социологија за земјоделски и сточарски општества. Целта на овој час е учениците да осознаат кои се карактеристиките на овој тип на општество. Исходот од часот е да научат за земјоделски и сточарски општества. Да се потсетиме. Општество е група на луѓе што живеат и работат заедно во полузатворен, полуотворен систем на меѓусебни врски и односи. Освен луѓето во општеството со прецизно определени улоги, се организираат и одредени животински видови. Како најкарактеристични примери за тоа се општествата на пчелите, мравките, термитите и така натаму. Во својот долг еволутивен период, општеството постојано доживувало поголеми и помали преобразби. Со цел да се увиде нивната различитост, направени се поделба на општеството од различни критериуми. Поаѓајќи од технолошкиот развој, се разликуваат собирачко-ловечки, традиционални, индустријски и постиндустријски општества. Општествата во кои се извршуваат земјоделски и сточарски активности се познати уште како и традиционални општества. Сточарските општества се појавуваат во оној момент кога луѓето почнале да припотомуваат животни и да ги користат нивните производи. Така луѓето одгледувале разни стада на животни, како коњи, говеда, бизони, но исто така собирали и разни плодови. Со животните си го обезбедувале својот опстанок. Освен млеко и месо, животните ги користели и за транспорт, со што многу им се олеснувала работата. Се формирале поголеми стада и така се создавале нееднаквости помеѓу луѓето. Луѓето тука биле полуномади, бидејќи преку лето морале да бидат на планините со животните, а зимно време биле во низините. Ова општество уште е скитничко, подвижно, заради обезбедување на подобри пасишта за добиток. Најчесто се случувало да дојдат во контакт со други заедници и сето тоа да заврши со конфликт. Вакви општества постојат во делови на Африка и Азија. Еве еден типичен пример за сточарските општества. Во Африка, Судан, живее племето Нуере, кое екзистира од сточари. Говорат исти јазик, исти обичаи, поделени се на племиња и меѓусебно соработуваат. Секој племе си има своја територија. Кога има суша, се движат со добитокот и создаваат населби близу до вода. Добитокот е централен елемент во нивната култура. Секоја фаза од животот е раѓање, смрт, брак е обележан со ритуали кои се поврзани со добитокот. Пример, машките деца се именуваат со имиња на нивните омилени волови, а жените со имиња на гравите. Во земјоделските општества пак луѓето веќе не се номади, туку нивното живеалиште се одредува според тоа каде им е земјата за обработка. Овој вид на општества се појавува некаде пред 10.000 години и доминираат се до индустријската револуција. Првите вакви општества се создаваат по тековите на најголемите реки, бидејќи таму земјата е најплодна. Токму затоа првите облици на системи за наводнување се појавуваат токму во земјоделските општества. Земјоделските општества се карактеристични по одгледување на разни житарици, кои исто така биле основа за нивната екзистенција. Приходите пред се им зависеле од природните услови, а вишокот од производи го складирале во земјени бункери и тоа било основа за лично богатење поединци и така и се создавала нееднаквост помеѓу луѓето. Земјоделството и денес е застапено некои општества и исто така представува главен извор за екзистенција. За дома, како домашно, учениците да се повторат за земјоделски и сточарски општества.